Не постојат посебни известувања, ние работиме согласно законските прописи, во законот и во прописите строго е наведено кој, кога и како почнува постапка. Она што е најбитно, дека во овој момент ние немаме на територија на општина Куманово голем број на ученици кои што отсуствуваат од физичко присуство на наставата поради проблемот со градскиот превоз кој што го имаме, кој што е евидентен и за кој што веќе говорев дека можеби поради економски или други лични причини од страна на одредени превозници во овој изминат период можеби и се блокира свесно со цел да се покаже несоработка од страна на општината, а всушност ние се грижиме првенствено за здравјето на граѓаните, исполнување на сите еколошки услови и првенствено добивање на поквалитетна услуга, бидејќи нашите граѓани плаќаат за јавниот превоз во градот, а дополнително и општината, тоест државата, плаќа за користење на училишниот превоз. Ако вие сте компанија која што веќе 15 години и повеќе работи и функционира секоја година континуирано и влечете финансиски бенефити од овој начин на функционирање и работење, тогаш треба да имате и максимална флексибилност во вакви случаи кога разговараме за 3, 5 или 7 дена додека трае жалбената постапка, да имате сенс и слух да излезете во пресрет на барањата на учениците и на општината. Имаше компании кои што од своја страна излегува конкретно и рекоа дека нема да се опрат со превоз на учениците, додека имаше и субјективни компании кои што лично го гледаат својот личен и економски интерес и рекоа дека нема да ги превезуваат учениците, но општина Куманово ќе направи се за да го реши овој проблем трајно и еднаш за секогаш да се добие и квалитетен превоз, но и првенствено учениците да добиваат организиран превоз, онака како што е предвидено по законот. Сите ученици кои што ги посетуваат средните училишта го користат јавниот превоз паралелно, додека учениците во основните училишта мора да им биде обезбеден специјален училишен превоз во посебни возила од страна на операторите и ние тоа во иднина планираме строго да го контролираме и секако доколку има прекршување на такви постапки да го санкционираме како општина. Не е надлежност на секторот за образование, немаме законска регулатива ние да го регулираме превозот. Ние ги повикавме директорите, тоа го работат други сектори, ме поделена документација, се работи на тоа да се завршат повеќето од линиите се ставени во функција, а директорите вчера присуствува тоа со состанокот со другите сектори кои им дадоа напатствија како да ги решат ова проблемот со ангажирање на посебен линиски превоз за ученици.